Почитувани, одличната работа на градот Скопје и Советот на град Скопје во изминативе 8 години се гледа на сите нивоа на работење на локалната самоуправа, во работата на администрацијата, во реализираните капитални инфраструктурни проекти, како и состојбата на комуналните јавни претпријатија на Скопје. Пред неколку седмици одржавме пресконференција за инвестиционите програми на јавните претпријатија на град Скопје за 2017 година, инвестиционите програми со капитални инфраструктурни проекти и модернизација на возниот парк и механизација на јавните претпријатија. За подсетување, во 2017 година за опрема, механизација и возила, како и за инфраструктурни инвестиции, јавните претпријатија во градот Скопје ќе инвестираат близу 3 милиарди денари. Уште еден доказ за одличната финансиска кондиција во која се наоѓаат јавните претпријатија на градот Скопје покрај целосното обновување на механизацијата, опремата и возниот парк, се годишните извештаи кои ќе се најдат пред Советот на град Скопје за нивната работа за изминатата година. Годишните финансиски извештаи имаат големо значење за граѓаните, преку кои јавно се добива преглед во финансиските трансакции на јавните претпријатија, нивната рефлексија врз сегашноста, како и предвидување за идните претпоставки. Во овие извештаи пред целата јавност ќе се покаже одличната работа и состојба во која се наоѓаат јавните претпријатија, кои само пред 8 години беа заглавени и во долгови од над 18 милиони евра, со блокирани сметки и со стара опрема и механизација. Во извештаите за 2016 година, сите јавни претпријатија, освен јавното претпријатие Градски паркинг, имаат регистрирано добивка, и тоа: Јавно претпријатие Комунална хигиена по оданочувањето во 2016 година има регистрирано добивка од 130 милиони 761 629 денари. Јавно сообраќајно претпријатие Скопје по оданочувањето во 2016 година има регистрирано добивка од 65 милиони 260 231 денар. Јавно претпријатие Водовод и канализација по оданочувањето во 2016 година има регистрирано добивка од 4 милиони 568 681 денар. Јавно претпријатие Паркови зеленило по оданочувањето во 2016 година има регистрирано добивка од 3 милиони 251 475 денари. Јавно претпријатие Улици и патишта по оданочувањето во 2016 година има регистрирана добивка од 945 400 денари. Со ова јавните претпријатија на градот Скопје по оданочувањето во 2016 година имаат регистрирано вкупна добивка од 196 милиони 544 276 денари или околу 3,2 милиони евра. ВМРО-ДПМН е партија која работи за доброто на граѓаните и подобрување на квалитетот на животот како на целата територија на Република Македонија, така и на локално ниво и во сите општини. Еден од главните предуслови за квалитетот на живот се комуналните услуги кои ги даваат јавните претпријатија на државно и локално ниво, нешто за што ВМРО-ДПМН посветува многу големо внимание и време. Успешноста е докажана и преку финансиските извештаи кои денес се ставени на седница на Советот на градот Скопје. Секојдневно се бориме за подобри услови за живење во Скопје и во унитарна и стабилна Република Македонија.